Остави. Почитувани присутни, прво ви сакал да самувам, тук имаме 2 кутии за донации. Македонскиот народ е љубезен народ, за помош на нашите брајки и за помош на Ева. Ви благодарам. Пред да почнеме, како што наликува на секој патриот, чесен, љубезен, во чест на нашата мајка татковина, сакам да ја слушниме химната на Република Македонија. Почитувани присутни, почитувани сограѓани, почитувани авторитети, почитувани колеги, вие кои дојдовте, добре дојдовте во древниот Ликнидос, вие кои сте тука, добре најдовме во градот на светлината. Прво, нека ни е честит јубилеот од 1 милениум на нашето црковно постоење, но сакам пред се да ги пренесам првите зачетоци на христијанството во Европа, кои се олицетворение на Божјата волја, која преку сон ја испрати Бог со порака до апостол Павле, кој самиот вели: "Насон ми дојде македонец." Во овој момент ќе ја пренесам целокупната историја за создавањето на Македонската црква и за создавањето на првиот храм во Европа. Според Новиот Завет, првиот жител на Македонија кој го прифатил христијанството е Света Лидија Македонка, богобојазлива жена од градот Тиамир, која живеела во Филипи, Дела 16:14. Свети апостол Павле во Филипи нашол одушевени следбеници најнапред меѓу жените. Тоа била големата добивка за евангелизацијата и христијанизирањето на Македонија и на Европа. Во Филипи
Лидија била првата личност која поверувала во Господа Исуса Христа и ја прифатила проповедта на светиот апостол Павле, Дела 16, 14 и 40. Таа своето верување во Христа Спасителот го запечатила со нејзиното крштевање во троедниот Бог. Лидија е првата христијанка во Македонија и во Европа која го примила христијанството од раката на апостол Павле, а посакала и своите блиски да ги приведе кон Христа, како што запишал евангелистот Лука. Се покрсти таа и нејзините домашни. Дела 16:15. Освен Лидија, исто така силна по вера и добри христијанки од Филипи во Библијата се споменуваат и Еводија и Синтихија. Види Дела на Филипејците 4:2. Со посебно признание од христијаните во Филипи, апостол Павле ги истакнува и мажите Епафродит и Климент и другите мои сотрудници, чии имиња се во книгата на животот, вели апостолот во Делата на Филипјаните 4:3. Црквата во Филипи на апостол Павле му била многу при срце и посебно сакана, затоа што таа била неговата прва љубов и прва рожба на европскиот континент, и тој вели дека му била негова радост и венец. Филипјаните 4:1. Токму затоа во посланието ке запише: Бог ми е сведок колку многу ве сакам сите вас со љубовта на Исуса Христа. Дела на Филипјаните 1:8. Апостолите Павле, Сила, Тимотеј и Лука со другите преврзаници се состанале во домот на Лидија, а тие отидоа во домот на Лидија, ги видоа брајката, ги утешија и си тргнаа. Дела 16:40. Нејзиното семејство било првата христијанска црква, а нејзината куќа и првиот христијански храм во Македонија и во Европа. Нејзината голема куќа во Филипи постанала живеалиште за апостолите, дом Божји храм и црква Христова. Во куќата на Лидија апостолите се сретнале со сите христијани и откако ракоположиле свештеници и ѓакони, им дале упатства како да раковода со црквата и си заминале. Од Филипи апостол Павле пролета во 50-та година тргнал кон запад по царскиот пат Вија Игнација и по 6 дена пешачење пристигнал во Солун. Дела 17:1-4. Таму неговата проповед ја прифатиле малкумине од евреите, но многу повеќе македонците и елините. Апостол Павле, Сила и Тимотеј почнале да го проповедаат Евангелието Божјо во куќата на Јасон, во неговата ткајачница, во приватни домови и кај видни незнабожци и евреи, а исто така и не малку видни жени. Дела 17:4. Покрај првичните успеси, апостол Павле и неговите сотрудници морале ноќе да побегнат и да го напуштат градот, бидејќи против нив се побуниле евреи од Солун, припишувајќи им политички намери против заповедите на Кесарот, извикувајќи од има друг цар Исус. Дела 17:7. Во 51-та година од новата ера, прв век, светите апостоли Павле, Сила и Тимотеј го напуштиле Солун. По 12 часовно одење кон југ, тие стигнале во Берија, која се наоѓала во третата македонска управна област. Црквата од Берија му дала на апостол Павле и добар сотрудник, а тоа е Сосипатар Пиров, Беранец. Дела 24. Оставајќи ги Сила и Тимотеја во Берија, свети апостол Павле одлучил да ја напушти Македонија и по море заминал за Атина. Дела 17:15. Берија била главен град на третата македонска управна област. Се наоѓал 75 км западно од Солун или 350 км северно од Атина. Дела 17:10. Овој свет град Лихнид, како епископски центар и според пишаните податоци ги дал следниве епископи од Лихнид. Антониус учествувал на Халкедонскиот собор во 451 година. Лаурентиус
се спомнува во врска со Акакиевата шизма и комуникација со папата. Теодореутус го подпишал актот за помирување на црквите испратен од папата Хормиздас по смртта на императорот Анастасије. Имаме епископиот за пара. Тој е епископот Сабинијанус, кој одбива да учествува на петтиот екуменски собор во Константинопол во 553 година. Во градот се откриени во градот Скопје, денешно Скопје, се откриени две ранохристијански базилики и една симетријална во подножјето на театарот подигната при крајот на 4 век. Дакос учествувал на Никејскиот собор во 321 година или познат уште како првиот Вселенски собор. Парегориус учествувал на соборот во Сердика во 343 година. Урсилиус живеел околу 458 година. Јоанес во 492 година се обреќа до папата Галезије I, 492-496 година од новиот век. Овие докази ја кажуваат Божјата волја и вистина и затоа ја замолувам Бугарската православна црква, ја замолувам Српската православна црква, Грчката православна црква да не одат против Божјата вистина, да не го навредуваат Божјиот благодет, да не го скврнуваат првиот Божји храм кој посакал, како што кажав претходно, преку свети апостол Павле да биде токму на древната територија на Македонија. Ја замолувам Бугарската православна црква да не оди спротивно и да ја прифати македонската како нејзина мајка, зашто секој друг потек е против Божјата волја, против Божјата вистина, секој друг потек представува и богохулие. Ја замолувам да не се спротиставува на Божјата сила и со мудра Божја пресуда да ја дадат или променат одлуката за македонската црква да биде онака рангирана како што Бог посакал. Ајде, заеднички да ја пратиме молитвата према Бога и со цврста верба се подадеме заеднички во борбата против лагата, во борбата против злото. Овие докази се вистината за Македонија. Ова е непромислената вистина. Ова е најголемата вистина за Македонија. И ве замолувам македонци, сите македонци кои сте со пасош македонски, етнос македонски, да застаните и да помогнете во борбата. Не само за заштита на нашата црква, за заштита на Божјиот завет, за каноните на црквата, за одбрана на македонското име, да останеме сплотени како браќа, да останеме македонци за век на век, за тоа што Бог сакал така, за тоа што нашите предци се одлучиле да бидеме македонци, за тоа што се бореле со последна капка крв, до последна капка крв, за ние денес да бидеме македонци и да бидеме Македонија. Ви благодарам премногу. А сега на бина го повикувам еден од најдобрите студенти во историјата на Македонија, студент кој има завршено во Оксфорд, студент кој работи како генетичар и еден од првите генетичари кој ќе ја пренеси вистината за Македонија преку науката. Благодарение на неговата наука, ние ќе му докажеме на светот, освен со историските, археолошките, сега и со научните докази. Го повикувам Димитар Џунтев. Денес навршуваме 1000 години од падот на средновековната македонска држава. Тоа била катастрофа за македонскиот народ пред 1000 години, но нашиот народ продолжил да живее преку црквата. Ние сме мал народ, ние сме антички народ и еден од ретките народи кој ги има во Библијата и кои не го смениле своето име од античко време до денеска. Може да ги видиме другите народи, например персијците, кои денес се иранци, римјаните, кои се италијанци, или пак ахајците, атињаните, кои сега имаат сосема трето име и се нарекуваат со безброј имиња. Може да приметиме дека сите
антички творби, антички држави се го менувале своето име, освен ние. Тоа е голема гордост за еден народ. И издржавме 1000 години без собствена држава. Затоа не смееме по никоја цена да дозволиме денес во 21 век, кога сме издржале 1000 години без собствена држава, да го изгубиме нашето име денес, кога имаме собствена држава. На наша страна ние го имаме меѓународното право и најважно, овдека во нашите гени тече крвта на Александар и Филип. Извинете, но дайте ми една научна статија која тврди дека ние сме Словени од генетска гледна точка. Да, словените имале големо културно влијание овдека, но мало генетско влијание, затоа што народите кои живееле овдека на Балканот биле латинизирани, зборувале и латински јазик, како што денес зборуваат романтите, например. Тие го прифатиле словенскиот јазик заради една единствена работа, за да не бидат асимилирани во римјани. Но исти гени, ист народ постои до ден денеска и да имало некои мешања, тие се премногу мали. Важна е главнината. Откажување од нашето име е пред се откажување од крвта која тече во нашите гени. Според моменталните истражувања, од бронзеното време до денеска, народите во Европа не се многу променети. Буквално небулоза е да се тврди на европско ниво дека народите се доселиле од едно до друго место. Сите досегашни преговори се водат со политичари. Па кои се тие политичари да дискутираат за моето име? Прва работа. Тоа е невидена диктатура. Некој мене да ми наметнува јас да си го сменам името. А втора работа. Кои се тие политичари да дискутираат за историја? Каква врска има? Кои оценки ги имале за историја? Која познавање го има? Зошто ние, јас например сум генетичар, зошто јас немам право да дискутирам за тоа кои сме и шо сме? Зошто историчарите немаат право да дискутираат, а може да дискутира некој политичар кој нема појма ни од историја, ни од генетика? Многу е важно да се спомне едно нешто. Овие протести се организирани од студенти кои изучуваат генетика, историја, археологија и други сродни науки. Ние сме тие кои се образовани и ние сме тие кои сакаме да се знае историјата. Ќе ви кажам еден друг типичен пример. Ако ние погледнеме што се случува во сите други држави, ќе приметиме дека тие држави си имаат високо национално чувство во кое попрво би по никоја цена не би дозволиле да си го продат својот идентитет и своето достоинство. Токму и тоа е разликата што имаат повисок стандард и многу подобар начин на живот од нас. Бидејќи ние дозволуваме во секоја можна пора во општеството некој да ни наредува и да водиме економски политики кои се катастрофални по нас и по нашата држава. Да, ние сакаме да живееме во оваа држава. Ние сакаме да имаме висок стандард, но не да избегаме надвор. Ние сакаме да се создават економски услови тука. Тоа ќе се создаде кога ќе се сопре корупцијата. Но наместо политичарите да работат на уништување на корупцијата, тие ја промовираат корупцијата и буквално се грижат како да ги избркаат младите од државата. Јас сум имал лично на 15 години бев викнат во тогаш најмоќен политичар во Македонија и имав огромен број на награди постигнати, за тоа ме вика и на крајот ме вика, буквално ми рече да си одам од Македонија, затоа што така да додам надвор. Затоа што да го гледам него, бидејќи тој сега бил најмоќен човек во државата, ама не можел да си работи по својата професија. Значи тој може да биде електричар, ќе бил електричар наместо председател. Која иронија? Која иронија? Кој тој мене да ми кажува да си заминем од мојава држава? Ние сме дојдени тука да се бориме за Македонија и да не дозволиме по никоја цена некој да ни го смени нашето име. А што очекуваат? Зошто оваа држава не образува на нас? За да молчиме? Ќе ви кажам еден типичен пример. Кога султанот решил да ги прати неговите младите луѓе во Турција, во Европа, тој очекувал дека ќе има јака економија Турција, ќе има јака војска Турција, дека ќе има јака надворешна политика Турција, односно Отоманската империја. Но не добил ниту економија прво, ниту добил наука, ниту добил војска. Се што добил бил турска револуција. Е тоа народот го сака. Образованите луѓе во Македонија не може да им се клањат на политичарите како тие да се султани. Ние сакаме демократија, ама демократија значи не да се клањаме пред политичарите.
туку ние во оваа држава да имаме демократија, сами да одлучуваме. Сами да одлучуваме. Ние имаме право на нашето име. Нашето име е Македонија и точка. На 1000 години од пропаста на македонската држава, ние мора по секоја цена да го одбраниме нашето име. Ова не е било каква битка. Ова е битка како битката на последниот мохиканец. Ова е битка за обстанокот. Или ќе обстанеме, или ќе изумреме. Токму затоа, по секоја цена мора да го одбраниме денес нашето име и крвта која тече во нашите гени, бидејќи овде ќе тече крвта на Александар и Филип. И некој не може да ми каже нешто спротивно од тоа. Ние знаеме кои сме, ние сме биле сме и ќе останеме македонци и некој тоа нема на овој свет да го смени. Најсветиот момент во овие 1000 години. Денес се наоѓаме во ден кој не може никогаш да се доживее. 1000 години од кога пропадна нашата средновековна држава и 1000 години од кога обстанавме. Ќе обстанеме дури ако немаме собствена држава. Сме се бореле со векови и ќе се бориме. Но промена на името представува најблго кажано културен холокауст. Ние не сме англичани или германци или руси, за ако го смениме нашето име да обстанеме пак како народ. Ние сме мал народ. Во Солун конкретно, кога грците протестираат против нашето име, тие собра пред 25 години, скоро 30 години, тие собра 1 милион луѓе. Колко што тие собираат на нивниот протест, ние толку македонци можеби не имаме ни во Македонија. Толку сме мали. Промена за името за нас представува буквално катастрофа. Промена за името за македонскиот народ представува најблаго кажано културен холокауст. Да се разбереме, еврејскиот народ имаше стотици нобеловци. Евреите беа позиционирани на најдобрите места. Беа позиционирани на најдобрите универзитети. Но и покрај толку нобеловци, за време на холокаустот, ниту еден од тие нобеловци не се испружи јавно од стројот и не кажа и не стигна да се бори за својот народ. Сите избега, никој не беше тука да се бори. Не велам дека не имало борба, но проблемот ми е дека нивната интелигенција буквално молчала. Не смееме ние да ја доживееме судбината на евреите за време на холокаустот. Евреите, ќе напоменам, еврејскиот народ го преживеа холокаустот, иако со меѓу 6 и 9 милиони жртви. Ние не смееме да дозволиме промена на името. Ние не смееме да дозволиме преговорите за името да продолжат. Тоа што за евреите беше холокаустот, тоа за македонскиот народ е промената на името. И преговорите за промена на името. Доколку нашето име се промени, тоа е еднакво на наше уништување. Ние ќе имаме 2 милиони македонци кои буквално ќе исчезнаат. Кога ние ќе го смениме нашето име, повеќе ништо нема да биде исто. Ништо. И ви велам, ако ние го смениме нашето име, половина од овие што се тука за 20 години нема да бидат на овој свет. Но другите половина ќе живеат со последиците од промената на името. Ова не е битка за денес, ова е битка за утре и зарутре. Ова е битка за нашите деца, внуци и правнуци. Имаме избор, или ќе победиме и го задржиме името, или ќе исчезнеме како последниот мохиканец. Ова е битка на се или ништо, Македонија или ништо. Тоа е се. Нашата битка, нашите срца со нашата татковина и на овој јубилеј 1000 години Охридска архиепископија. Треба да се присетиме дека 1000 години издржавме како македонци и не смееме по никоја цена денес да умреме. Имаме собствена држава, подобри услови имаме отколку 40 генерации претходно што немале своја држава. Имаме подобри услови отколку други 50 генерации претходно кои немале собствена држава. Имаме собствена држава еднаш каде 1000 години. Не смееме сега, кога имаме собствена држава, сами да извршиме самоубиство и да профатиме некаква промена на името. Немаме друга опција. Или крај за нас како народ, или ќе останеме македонци. Затоа ве повикувам сите да дадете се од себе за да не се дозволи промена на нашето име.
Ова е битка. Луѓето кои ќе застанат во стројот за одбрана на Македонија, нивните дела ќе бидат поголеми од делата на Александар Македонски. Затоа што македонците под водство на Александар Македонски се борија за освојување на светот. Но ние се бориме во поголема битка, не само за нас, тука и за нив, и за сите наши предци кои живееле во последните милениуми. Ова е битка на се или ништо. Ова е битка во која мајка Македонија не гледа и плаче и бара помош. Да знаеме, Македонија е се што имаме. Над Македонија е еден дух. Дугот на Македон, македонци од ВМРО, од СРСМ, од Левица, од сите политички партии, обединени се под банерот на Македонија. Македонија е нашата татковина, нашето име е Македонија. После оваа музичка тема, ја повикуваме еден исто честен патриот, љубител на Македонија, прекрасна дама Ана Бобинкова. браќа и сестри, македонци и македонки, во нашиот слободарски, родолюбен град Охрид, од каде што ова минатата всушност година, веќе година дена помина, беа поведени тие континуирани протести на носителите и бранителите на државниот суверенитет. Онаму каде што застана Димитар, всушност беше дадена една поента многу важна, што треба да се зборува на секој протест во Република Македонија, кој што значи одбрана на се она што не представува нас како македонци и како држава. А тоа беше да не дозволиме да смениме најпрво името и се друго што би следело после тоа, сите наши атрибути, сега кога имаме собствена држава. Значи тоа е многу важно да се знае. Секој македонец мора во овој момент да биде јасно начисто со самиот себе си, дека тој е носител на државниот суверенитет. Тоа е тој што го дава гласот. И ако сега нема можност според законот да им го одземе на тие што не работат во наш интерес и во интерес на државата, ние, носителите и кои што го браниме државниот суверенитет, ќе се заложуваме тоа да се внесе, да биде член важен во законот, во изборниот законник, во уставот, дека македонецот, суверенот над ова Република Македонија, на ова држава, ќе има право да го одземе дадениот мандат, за да во иднина не се случуваат вакви
злоупотребување на гласот на македонскиот народ, на македонецот и да може спокојно и мирно да спие. Ова цела измината година во Македонија се случуваат континуирани протести. Започна во Охрид, всушност започна веќе во тој период со самата појава на таа албанска платформа, а всушност тоа не е платформа, тоа е декларација, каде што се имаат до последна точка тие сакаат да го тераат. Но меѓутоа протестите започнаа тогаш и продолжија после од летото, од овдека, од Охрид, од плоштадот каде што се наоѓаме сега, го поведовме тоа движење на македонските носители и бранители на државниот суверенитет и сега континуирано протестирајќи 24 часа секој ден, значи во неделата, пред собранието на Република Македонија. Таму превзедовме многу граѓански иницијативи, врз основа на кои нема да допуштиме да се случи тој срамен чин, што го планираат тие кои што говорат во нашето име, а всушност немаат согласност од нас. За тоа говорат, за тоа потврда се многу изјави, неколку илјади изјави, лични, дадени, подпишани, со лични податоци, кои што веќе од пред 2 недели, тука некаде приближно, веќе знаете и вие охриѓани, веќе се отпатувани, односно нашата драга Вера Лалчевска ги однесе во Женева, за да може да се покрене една жалба до Обединетите нации, до Институтот за човекови права, поради сите овие прекршувања на тие меѓународни конвенции, декларации, повелби, каде што на еден народ, конкретно на македонскиот, му се оспорува правото на самоопределување меѓу другото. И каде што за прв пат во историјата на Слободна Република Македонија ќе биде поведена, односно ќе биде поднесена жалба и барање да се поведе една постапка, каде што главна точка ќе биде геноцидот што е вршен врз македонскиот народ во минатото, особено од соседна Република Грција, но и во минатото, значи, за време на граѓанската војна, за време на балканските војни, меѓутоа и сегашниот. Сега со промената што се бара на името, да го смениме името, за да нели немаат проблем со нашите македонци кои што живеат таму, кои што немаат право да се нарекуваат така, дури немаат право ни на државјанство македонско. Тоа носителите, ние што сме носителите на суверенитетот кој што и си го браниме, исто така нема да го дозволиме и ќе се потрудиме со сите легални, легитимни начини тоа да им го возможиме како на нашите македонци во Република Грција, така и во другите земји каде што живеат, на другите континенти, а каде што се уште не им се остварени тие основни човекови права, значи право на собствено определување и на мир и на живење во мир и слобода. Во оваа прилика би сакала како дел од тие аргументирани протести што сега ги одржуваме континуирано, а од пред неколку месеци и народните дебати пред собранието на Република Македонија, да прочитам еден текст кој што е исто така даден од подвижник во тоа движење на македонските носители, бранители на државниот суверенитет, значи на истиот овој ден пред една година, 2017 година, 27. мај,
и со образложение, значи со една поука што треба да се извлече. Да им се заблагодариме пред се на аналитичарите на Facebook, што овој текст кој што беше споделен во објава тогаш пред една година, го издвоиле сега и повторно го преобјавиле, кој укажува на тогаш, ама и сега, на актуелните и алармантни состојби, ама кој исто така укажува и на излезните насоки и решенија како надеж за еднината на човештвото. Текстот е се уште актуелен, поактуелен и од пред една година. Тој текст е всушност еден сегмент од едно интердисциплинарно истражувачко авторско творештво. Преку се поголемата поларизација, антагонизација, дестабилизација, поделби, омрази, војни, насилија, тероризми, разнебитување на суверени држави, пред се разнебитување на човекот на разни начини, што сето тоа длабоко го дехуманизира човештвото и мощно забрзано го доведува, го турка кон работ на неговото пропаѓање. Крајно време е сите напредни, разумни и прогресивни сили и поединци, интелектуалци, творци, да го спречат процесот на дехуманизација пред се и да го подвижиме сите заедно во позитивна насока, во насока на хуманизирање на човештвото. За таа света цел и мисија потребни се 3 предуслови, фактори. Најнапред, секој народ и држава треба да бидат суверени, независни и неутрални, со што во основа ќе се спречи поларизацијата, антагонизмот, омразата, поделбите, кои всушност произлегуваат на системско равниште од егоцентрифугалното извориште, средиште во секој поединец, група, семејство, општество. Од друга страна, поединецот, човекот, групата, семејството, општеството имаат насушна потреба од хуманизирани услови, односи во себе и надвор од себе. Значи, без тие предуслови да се создадат во една држава, невозможно е да се очекува таа да функционира нормално и да не се случуваат вакви злоупотреби какви што нам ни се случија во Република Македонија. Затоа, без ехо, без резултат, без одговор ќе останат сите наши повици како и вечерва, дека нема да дозволиме да се смени името, дека во нас тече крвта на македонците пред нас, ако навистина не ги исправиме грешките, не интервенираме онаму каде што е потребно, а тоа е на системско равниште, и во поединецот, и во општеството, и во државата. Не може да се декларира некоја заложба ако не се ги изчистиме нашите редови, нашите институции, нашата држава од луѓе кои што само гледаат профит во се, кои што само интересот им е на прво место и заради тој интерес ги има доведено и македонскиот народ и македонската држава во една ваква незавидна капитулантска состојба. Мораме тоа јавно, гласно и вака отворено да го кажеме, за да престане злоупотребата на народот. И потоа со сите стручни сили, како што рече и Димитар пред мене, треба да им се даде простор на оние луѓе кои што ги знаат работите во својата област, да може да ги постават на вистинско место нештата,
да не им се измокнуваат од раце, да не им ги земаат од раце тие аспекти политичарите, односно најлошиот вид од политичарите, политикантите, кои што се бават сами со себе и кои што и сега профитираат врз нашата мака сите овие месеци цела година. Тие не гледаат како протестираме, одека сме собрани, велат малку се, народот не сака поинаку, туку онака како што ние ќе кажеме. Не може така. Народот не сака како што вие ќе кажете и никогаш нема да се сложиме со тие предлози и срамни дејства, договори и одлуки што ги носите. И тоа треба да се говори 24 часа, секој ден во неделата, ако треба уште година и уште 10 години нема да се тркнеме пред собрание. Меѓутоа овој народ треба да се ги совземе своите сили, своите потенцијали и самиот да си ја донесе слободата од најпрво од оваа окупаторска диктатура, а потоа и од замајувањата што му ги прават политичарите. Затоа сега битката не е кој политичар, кој лидер или која партија ќе однесе победата. Сега треба македонскиот народ да биде тој што ќе победи и ќе победи Република Македонија. И затоа, како што повика и сите пред мене, или јас ќе глупатам тој апел, македонците мораме да ги збиеме своите редови. Мораме одвнатре да се поврземе суштински, зашто ова е нашата најголема битка која може да биде и последна, или да не биде последна шанса, што ако не ја искористиме, нема да имаме друга шанса. Секогаш повторувам одговорницата дека ние треба сега само на тоа да мислиме. Како да си го сочуваме суверенитетот, зашто ако го изгубиме, нема да имаме веќе на што да се повикаме. Залудно ќе биде се понатаму, зашто кога сам ќе си потпишеш нешто или согласност ќе дадеш за вакво уништување, невозможно е потоа и да сака некој да ти помогне, ќе не можеш, затоа што тоа сам си го избрал. Дали е тоа нашиот избор? Не верувам и затоа да бидеме, да имаме најпрво најголема доверба во самите себе, во она што срцето го чувствува, во она што здравиот разум ни го кажува. Да престанеме да мислиме во слики кои што некој друг ни ги прави или во сценарија во чии треба да се уклопиме само. Ние треба да си ги напишеме тие сценарија, планови за нашиот развој. И тоа не е само празно зборување. Значи тоа на вистина народот само може да го направи. Самиот сега покажа дека може да стои и на ветер и на снег и во зимски услови. Таму пред собрание на минус 20 луѓе дежураат по цела ноќ. Помина зимата, ја дочекавме пролета, нам ништо не ни се случи, но многу придонесовме за нашата мајка Македонија. Така треба да продолжиме и никој не може да ни го одземе тоа што сами ќе го направиме со собствени сили, со собствено срце, со својот ум, а не некој што замислил во нечија глава монструозен памет, некој што намислил и направил сценарио и само ние да му го извршиме. Тоа не сме да го дозволи овој креативен народ. И затоа нека почне битката од еден, од двајца, од 5 луѓе, од едно јадро, меѓутоа тоа ќе се шири, нека не ве обесхрабрува, нека не бидеме малодушни, зашто самите ако не си помогнеме, никој нема да застане во наша одбрана. Ве молам, сватете го како израз на најголема почит, пиетет спрема овој македонски напатен народ, спрема честните родолюби,
што цело време ја носат својата мајка во своето срце и така постапуваат. И никој не може да ги излаже, да им го ставиме тој дух на следните генерации. И како што рече Димитар, нема да изумрат ако се уништиме самите само 2 милиони што сме овде. Ќе изумрат сите милиони што живееле пред нас и тие што треба да дојдат по нас и што живеат на сите континенти во светот. Тоа се многу македонци. Не дозволете една група луѓе кои што си имаат своји интереси во светот да го уништат ова вековно огниште и самиот македонски народ. Благодарам на сите, бидете во добро здравје, се надевам дека наскоро ќе имаме причина да бидеме радосни, зашто ќе бидеме слободни, самите ќе си ја донесеме својата слобода. Пријатна вечер. Знаеш што викаат кај нас? Ми викаат, не изгласавте, сега ја ќе раковода со вас. Ако ти си овчар, кој раководи со овците? Овчар. Сега, please, I listen to you, I tell me now, because you voted for this. Така да, баш затоа и говориш на почетокот. Може да изгласаме некој, ако не постапува во интерес на народот и на државата, можеме да го отповикаме и да му го одземеме мандатот. Мандатот го дава суверенот, а тоа е македонскиот народ. Не може да зборува никој во негово име. Благодарам. И благодарам на Ане за прекрасно објаснување што значи да изгуби идентитетот, што значи да изгубим името Македонија, што значи што ќе бидеме ние. Сега на сцена го повикувам патриот, чесен македонец, кој доаѓа од античка Хераклеја, би рекол, го повикувам на сцена Стефан Илиовски. Добро вечер, охриѓани! Добро вечер, браќа и сестри македонци! Ќе се обидам да бидам што пократок и што појасен. Да им објасниме на целиот македонски народ зашто сме дојдени денеска тука. Тука сме денеска ние да се спротивставиме на договорот со Бугарија, да кажеме не за двујазичност на територија на Република Македонија. И не за промена на името. Не смееме да го продадеме нашето име на луѓе кои не бркале од наша територија и сега ни ја презелоја и не обвинуваат нас за некаков си крадење на идентитет. Да, тоа парче е наше и никој нема право да ни го земе. И сега ова што ни остана со сите сили што ги имаме, со сите сили што ги имаме, ќе дадеме се од себе за да го задржиме ова мало парче земја. Тие на нашиот колет за да ги заплашат македонците. И сега господинот Заев сака да им го продаде нив името. Е тоа нема да го дозволиме. Нема. Во Република Бугарија во 1964 година 64% од населението се искажале како македонци. Пазете, 64%. Тоа е пола од повеќе од населението на територија на Република Бугарија. Сите биле македонци и никој нема право да ги брка и да ги нарекува бугари. Двојазичност. Зошто не смееме да дозволиме двојазичност? Затоа што како прво албанците на наша територија дојдоа и направија хаос, испровоцираа војна, ни убија ку знае колку невини наши синови и сега никој нема платено за тоа. Никој не е за дрешеткија, се на се сега бараат функција. Господинот Заев
Сакам да искористам ова прилика, кажав и пред 2 недели тука во Охрид. Сега има повеќе луѓе и ќе повторам уште еднаш. Господинот Заев го става одговорниот за масакрот кај Вејце на чело на собрание. Тој човек треба да биде за дрешетки, треба да биде уопсен, а не ние овде да бидеме чувани од страна на полицијата. Треба да се интервенира, Талат Џафери да се апси, да биде тргнат од функција, и да биде ставен под истрага за 8-кратно убиство. Сите кои имат убиено наши македонски синови треба да одговараат. Сега, тука има многу луѓе собрани за 1000 годишнина од Македонската архиепископија. Ние постоиме повеќе од 1000 години. Таа е постара. Сега, Заев подпишува некаков си договор со кој Македонската црква се прави бугарска. Македонската црква не може да биде бугарска кога Македонија самата постои повеќе од 2000 години, а и црквата македонска постои повеќе. Нема да дозволиме се што е македонско да биде земено дали од страна на грците, дали од страна на албанците, дали од страна на бугарите. Се што е наше, ќе си остане наше. И сакам да ви кажам, не се плашете, излезете со било какви закани да ви се закануват, нема зашто вие да се плашете. Ова е наша држава. Ако сега попуштиме, ако сега ние не излезиме и не им се спротиставиме, нас повеќе ќе не нема. И после ќе се чудите што се случи, кај сме и што сме. Да не дојди до тоа, ве повикувам сите, вие што седите таму по кафулиња, одвојте 5 минути време, дојдете овде. Уште ова Македонија ни остана и мора да ја зачуваме. Македонија била и ќе остане вековите за секогаш во нашите срца. Сега ние нема да се повлечиме пред се само заради хероите кои паднале за Македонија. Од Александар Македонски до брајката во 2001, па се до брајката во Кумановско диво населје, заради нивни аманет, ние нема да се откажеме, ќе бидеме тука. И ако никој не ги слуша нашите повици, ако никој не слуша, ако на крајот ни ја продадат државата, ние како народ ќе немаме избор, освен да земеме пушката во раката и ќе се бориме за Македонија. Па ако треба до смрт, никој нема да не запре. Подобро мртов отколку жив, подобро ужасен крај отколку ужас без крај. Сега, ова тука ми беше 18-ти пат каде што излегуваме. Ние веќе 17 пати сме во Битола, од кои 2 пати тука, и сакам да им се заблагодарам за брајката охриѓани од иницијативата Млади за Македонија кој не покања денеска тука, а истите беа присутни на нашиот собир и ќе бидат повторно на 10 јуни. Сакам уште еднаш да ви повторам на сите, не се плашете, излезете. И посебно пак ќе повторам вие кои сте по кафулињата, станете, оставете го кафето. Кафето може да почека, државата е сега и ако ни ја земат толку нема да имаме повеќе. Станете сите, затоа што уште ова ни остана и мора да го зачуваме. Ви благодарам. Македонија! Македонија! Почитувани присутни, пред да ви се заблагодарам уште еднашка за вашето присуство, сакам да ви известам дека нашата иницијатива Млади за Македонија, заедно со уште 47 Сдруженија за одбрана на Македонија, најавува уште еден голем протест на 23 во Скопје
Ве поканувам сите уште еднаш за одбрана на Македонија. А сега, на трети, иницијативата Македонија пред сеот Охрид ве повикува на трети повторно на протест за одбрана на името. Ви благодарам уште еднаш на присуството. Ви благодарам од срце, македонци, да е жива, вечна, вековита, секогаш Македонија. Благодарам.